Особено ни е драго што ние како Национален комитет ИКОМОС Македонија, заедно со колегите од Националната установа Завод и музеј од Струмица и фирмата Мапеј од Италија, се потрудивме да го држиме овој форум, односно работилница, со идеја да ја рехабилитираме употребата на варот и варовите малтери во конзервацијата и реставрацијата и реконструкцијата на културното наследство. Зошто го одбравме врзното средство ВАР? Затоа што врзното средство ВАР е всушност основата на се она што ние го поседуваме од памти века како зидарија, како архитектура, се базира на варта. Варта е еден материјал, јас би рекол малку тврдо вечен материјал, кој навистина треба да го почитуваме и да го користиме што повеќе, не само во конзервација на културното наследство, туку карактеристиките и јакосните карактеристики, особено вредностните карактеристики за отпор на времето, како време на тест, мислам треба да се користи. И затоа ќе биде извонено значајно, не само конзерватори, не само луѓе кои се директно во заштитата, туку е многу значајно и луѓе кои работат во денешни услови на модерни објекти да ја користат варта. Бидејќи варта, верувајте, го издржала тестот на времето. И уште еднаш ќе повторам, се што го поседуваме како културно наследство се базира на вар. Према тоа, треба да му се поклониме на варта и да бидеме, како се вика, поклонители, односно подржувачи на употребата на варта. Токму тоа ќе биде презентација со колегите од Струмица и со колегите од Италија и од колегата Мартин од Бугарија, да го презентираме вредностите на тоа, бидејќи може да зборуваме тоа, но сега и на лице место, со преку презентација ќе биде презентирана не само на стручната, туку и на пошироката јавност во Република Македонија, што е, би рекол, една од идеите, бидејќи оваа година Националниот комитет, односно меѓународниот ИКОМОС слави 50 години. И Националниот комитет на ИКОМОС кој лани прослави 20 години од своето постоење, ги посвети и ја промовира 2015 година како година на ИКОМОС во Република Македонија, што е единствен пример во светот од 110 национални комитети, која ете таа идеја, особено им се допадна на сите национални комитети, да и они почнуваат да ја прогласуваат годината 2015 како година на ИКОМОС во нивните земји. ИКОМОС како национална, како невладина организација е всушност представува во глобално една платформа каде што разменуваат искуства, каде што се предаваат не само добрите страни, понекогаш и помалку добрите, односно грешките, за да друг не ги повторува истите грешки. Бидејќи ние не се срамиме, како рекол народот, тој што работи и греши. Тој што не работи не греши, ама има една додавка и напредува, вика, во службата, бидејќи во работата нема ни една грешка. Не. Признаваме и дури не сме, како да кажам, не се срамиме кога ќе погрешиме, на тоа јавно да го кажеме. И да кажеме, немојте да грешите, бидејќи тоа е грешка. Ете, накратко, ова е една изјава која навистина јас сум извонено благодарен дека имаме можност да се обратиме на сушната и јавноста во Струмица или во цела Македонија, па останува да бидеме, односно се прифатат одредените пораки што ќе ги дадеме на овој семинар. Рековте дека целото градителско наследство се базира на варта како врзивно средство. Каква беше во изминатите години реставрација, конзервација на објектите? Што се користеше? Па видите, токму една од идеите на Националниот комитет и неговите подкомитети е тоа, бидејќи во се уште за жал во Република Македонија не постојат стандарди за употреба на традиционалните, односно варовите малтери. И идејата беше на Националниот комитет да предложи еден истражувачки проект, кој за жал оваа година не беше прифатен од страна на Министерството за култура, а ние ќе бидеме упорни, па ќе го предложиме изидната година, бидејќи сакаме врз основа на научна основа, преку експерименти, да го докажеме она докажаното, но сепак луѓето малку се многу сакат приемчиви кога ќе имаат такви резултати. И верувам дека ќе успееме да го рехабилитираме употребата, бидејќи пак ќе повторам, се што се го имаме како културно градителско наследство се базира на варта. Како универзален и вечен, би рекол, градежен материјал кој не треба да го игнорираме, него туку да го рехабилитираме. Значи ли неговата рехабилитација дека
на некој начин ќе значи продолжување на векот на објектите кои што ќе Секако, тоа е основната заложба, бидејќи имаме примери каде што наместо користењето на традиционалната врзно средство варта се користат модерните продолжни од Малтер, дури и цементни од Малтер, што не е лошо да го кажеме, но и тоа е една од идеите зошто доваѓаме во денешно време да го рехабилитираме, да ја рехабилитираме употребата на варта како градежен, традиционален, локален и еколошки, би рекол, материјал за заштитата на нашата културна наследство. Само ќе прашање колку би било се тоа поевтино или поскапо доколку се применува како техники? Најскапото е тоа ако успееме да ги задржиме, да ги сочуваме нашите културно-историско градителско наследство и го предадеме на идните генерации. Цената на конзервацијата мислам, не смее да биде основа за определување за користењето на традиционалните градежни материјали. Јас тука сакам да ги представам господинот Зоран Груе, кој е директор на Националната установа Завод и музеј, и колегата Мартин Страјанов, кој е представник на фирмата Мапеј од Италија, кој произведува материјали врз база на вар, но на индустријски начин, кои се компатибилни со оригиналната употреба на варовите материјали.